Господи. Пак ме сонуваше, а? Чекај, како си ти жив? Зарем стварно мислеше дека така лесно се убива право баце? Ама, како? Зарем стварно мислеше дека јас, бацето баце, нема да дознам и дека нема да те сјебам? Ама глеј, јас немав план тебе да те убивам. Пиштолот не беше наменет за тебе, туку... Знам, оке. Знам све. Знам и од кај го купи, знам од кого го купи и знам зашто го купи. Ја пресметав дури шансата и можноста мене да ме убиеш со него. Но... како? Многу лесно. Ги кажав сите фори, им дадов оценка, ги поделив со 5 и потоа им додадов 69. Тоа 69 е затоа што повеќето беа за мајка ти. И тогаш уствари добив какава е шансата ти тој пиштол да го искористиш против мене, а да не го искористиш против тие кои што ти зборат зад грб и сака да те бутнат, односно непријателите. Куршумите ти беа напунети со сол. Малце печеше, но не му усмрти. Следен пат гледај подобро, ако воопшто го има. Брат, извини, не сака да те убијам, не може да се контролирам, едноставно ми изнервира затоа што збореше за мајка ми. Оке. Би можел да ти простам само под еден услов. Брат, се би направил, кажи ми што треба, тоа ќе направам. Да продолжиме со фори од детството. Уште ли ќе ме заебаваш пред сите, па... Добро, тогаш ќе треба да те убијам и да најдам нов лик за тоа. Не, брат, окей, прифаќам, прифаќам, еве, прифаќам. Само... кога? Работам на нив, во скоро време. Брат, идат. Да, дој побрзо да го одјавиме видеото дека не дошле. И тоа беше тоа за ова видео, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборајте да стиснете лайк, шер и субскрайб. И исто така не заборајте да ме фоловнете на Instagram @Stojan. Кој не фоловне, лажно джекче. Чао.